Гледате Македонија наутро, блокот по 8 часот го започнуваме и со првиот разговор за утрово, а месец октомври е посветен на женското здравје, уште го нарекуваат и Розов октомври, затоа што навистина е важно да се фокусираме сите и да се подигне јавната свест за женското здравје, особено кога станува збор за ракот на дојката, што е она што во Македонија се случува како податок, меѓутоа и колку е напредната самата медицина во третманите. За сето тоа разговараме со доктор Митко Караќозов, кој што е специјалист по торакална хирургија. Докторе, ви благодариме што утринава издвоивте време и што ќе разговараме на вака важна тема. Добро утро на вас и на гледачите на Македонска телевизија. Докторе, што представува раната детекција кај ракот на дојка? Со еден збор, живот. Карциномот на дојка денеска е болест која што е на ниво неизлечива болест. Карциномот на дојка има лошо име, но не е лоша болест. Посебно ако се открие на време, излечивоста може да биде и 99% за разлика од многу други карциноми. Алатките со кои што започнува лекувањето и се одвива лекувањето денеска на карциномот на дојка се толку големи да навистина резултатите се одлични. И затоа најбитно од се кај секој карцином, па и карциномот на дојка, е раното откривање и започнување на неговото лекување. Да, но што значи тоа временски рано откривање? Рано откривање значи почетен стадиум, некој минималистички, постои нешто како можеме ние тоа самите да го детектираме? Сликовито ќе ви кажам дека секој карцином почнува да се шири, настанува некаква провокација во организмот на човекот, која што провокација прави да започне промена на некакви клетки во некој орган. Кога станува збор за дојката, најчести провокатори се стресот, хормоналниот стрес, бидејќи функцијата на дојките е во директна корелација со хормоните од јајниците. Значи, хормоналниот стрес на хормоните од јајниците или психичкиот стрес, храна, лекови, се она што може да биде провокатор во настанување на карциномот е таргет од кој што почнува промената на клетките во некаква зона на дојката. Тие променети клетки почнуваат да се менуваат со тек на времето и еден ден стануваат карцином. Во почетокот, во почетниот стадиум, карциномот се шири во својата чаура. И тоа е најидеалниот и најнавремениот период за откривање на карциномската болест. После тоа карциномот ја пробива, чаурата се шири во околината во дојката и понатаму почнува да се шири подалеку. Првата бариера се жлездите под мишка, каде што ги има 3 спрата, долен, среден и горен спрат на жлезди под мишка, кој ќе го не може да скока од први спрат на трети спрат, него секогаш оди по патот на нештата, први, втори, трети спрат и потоа влегува во циркулацијата системски и се шири по сите органи. Тоа е веќе напреднат стадиум и во овој период, значи и во овој стадиум кога е се уште во дојката. Можноста за лекување е апсолутно огромна. Кога се зафатени жлездите првиот, вториот и третиот спрат, исто така лекувањето е, преживувањето е со многу години и може да биде и излекување 99%, кога ќе влезе во системот генерално со далечни метастази, повторно имаме долго преживување, но патот на лекувањето е многу посериозен и многу поголем. Јасно е дека превенцијата и раната детекција се постигнува со редовни контроли, меѓутоа кои се оние први симптоми или промени кои што жените можат сами да ги воочат и веднаш после тоа да се јават на лекар? Знаете што, секој треба да си го осознава своето тело и жената треба да си ги осознава своите дојки, а тие осознавање се со само прегледување. Не е тоа никаква наука, застанувате пред огледало со раце ставени на половина и прво визуелно треба да се види дали има промени
на кожата. Може да има црвенило, може да има вовлекување на некакви делови на кожата, може да има промени на брадавката. Значи, било каква промена во надврешниот изглед на дојките треба да прави да таа жена и се запали сијаличката во глава и тоа што го видела, она што го осетила како визуелна промена, да го потврди со преглед. Покрај визуелниот изглед на дојките, многу е битно само прегледувањето, мануелното само прегледување. Значи, секоја разлика во градбата, знаете што најдобар период за преглед на дојките, за само прегледување на дојките од 5 до 8 ден на циклусот, тој е период кога нивото на хормоните од јајниците во крвта е најнизок и тогаш градбат на дојките не се веќе набрекнати, не се болно осетливи и тоа е најубавиот период. Како резултат на хормоналниот хаос кој што може да дојде како резултат на многу нешта, може да се формираат меури во дојките, кои што се велат цисти, значи се што се пипа како чвор било каде во организмот на човекот, во медицината се вели дека е тумор, така да и овие меури, овие цисти се тумори, ама се врзани со хормоните на јајниците на жената. Значи, секоја промена, дали визуелна или на пипање, во дојката пациентката треба да ја покаже. Ова е сега клучен момент, на првиот момент, првиот збор беше рано откривање, сега вториот клучен збор е компетентен доктор кој што се бави со дојка, затоа што за жал денеска дојката стана како болест многу атрактивна, многу доктори почнаа да се бават со проблемите на дојката, но немаат искуство, знаење и многу пропусти се прават и затоа е многу битно тој преглед да биде од компетентни доктори кои што имаат искуство, знаење и алатки со кои што може да ја помогнат на пациентката во раното откривање на било каква состојба во дојката, па и карциномот. Докторе, возраст најсоодветна за првиот преглед постои. Тука ве прашувам во контекст на тоа, оти многу жените знаат и меѓусебно да се посоветуваат, особено на социјалните мрежи, на групите, па често знам и да прочитам дека жени кои што доеле и кои што имале долг статус, доенички статус, дека тие се спасиле под наводници од можен рак на дојката. Колку има вистина во се ова? Јас сум многу години во овој занет, 46 полни. Значи, почетокот на мојата кариера, кој ќе дојдеше пациентка 50 и кусур години стара со карцином на дојка, леле, млада жената има карцином на дојка. Денеска, меѓу 20 и 30 годишна возраст, колку сакате имате пациентки, тоа е многу честа старосна популација со карцином на дојка, а веќе, што е многу сериозен проблем, и бременоста и периодот на лактацијата на доењето е оптеретен со карциномска болест, а тогаш препознавањето на карциномската болест е исклучително сериозно нешто, затоа што бара на вистина големо искуство и знаење, затоа што се губи многу време. Значи, старосната граница е симната, многу и ова се фрапантни бројки кои што ги кажувате, од 20 до 30 години. Ако статистиката порано и науката вели дека првите прегледи жената треба да ги прави после 35-та година на дојките, ама сега тоа не е овие сознанија за симнување на старосната граница кажува дека тоа треба да биде многу порано. Жени кои што имаат генетика во семејството врзана со карциномска болест на дојката, секако треба многу рано да почне. Знаете што, многу се зборува за болестите на гениталиите и раното откривање на карциномот на матката, на порциовагиналис утери. Секако со дојките не е баш така, ама денеска веќе во мојата ординација
во клиничка болница Аџибаден Систина, каде што работам, веќе, знаете што, на 12-13 години вие веќе имате хормонално сериозно развиени дојки кај девојчињата. У паметот се тоа што се на тие години, но дојките се такви анатомски формирани. И многу е битно да се работи на ова сега што е вашата емисија и овој месец рано започнување на само прегледување. А секако после полнолетството, после 20-та година, мислам дека е реално да се прави еднаш годишно преглед на дојките кај секоја девојка, за да се створи навика, затоа што навиките се за своето собствено здравје големо нешто. Како што треба да се оди на забор, како што треба секоја нормална девојка да оди на гинеколошки прегледи, така треба да оди и на преглед на дојките, мислам еднаш годишно. Знаете што, нема од тогаш, ама подобро е, попаметно и поздраво е да си го берите здравјето така како што треба и да му обрнувате внимание на собственото здравје. Знаете што, кога ќе ви тропне мечката на ваша врата тропа и тогаш сите ве жалат, паники се, сите раскажуваат, ама мечката тропа дома кај мене, не тропа кај комшиите. И тогаш е веќе приказката многу поинаква. Веројатно не постои една причина како одговор, која што конкретно можете да ни ја кажете, меѓутоа што е она што во текот на изминативе години довело до промена на статистиките во однос на возрастната граница, затоа што навистина од 56 години, како што 50-тите години, како што ги споменавте кај жените на почетокот од вашата кариера, е многу порано од денес. Што е она што влијае врз Што да ви кажам? секојдневието на жените? Хаосот, од Козле до тука дојдов за 45 минути со кола, со мотор тоа го поминувам за 15 минути. Што да ви кажам? Не се гледа. Магла е. Нема магла, ама магла е. Сите овие нешта. Живееме во живот на хемија. Помлади сте, не знам дали ги фатиле тие времења, ама дома кој ќе донесевте кило патлижани од Скопска Црна Гора, цела куќа миришеше на патлижани. Кога ќе пресечевте лубеница, миришеше на лубеница. Сега јадете лубеница, не знаете што јадете. Исхраната, хемијата, козметика, оптеретени сме со стресови на сите страни, психички, физички, секакви стресови. Сето тоа допринесува да болестите хараат. Има и уште нешто друго. Знаете што, порано имало, а и денеска го има, поретко е, ама го има. Значи, не се откриваат болестите. Порано не се одело по доктори, немало диагностика. Кога почнав кариерата во Македонија, имаше еден професор Димчевски кој што се бавеше со ехо на дојка на територија на цела Македонија, еден професор Ставрич кој што правеше биопсии и ние, моите учители, професор Кафтанџиев, Чапаревски, Чованчевски, Крсковски, тие беа кои што работеа во Македонија дојка. И немаше секој ден амбуланта за дојка. Како ќе дојдеш од време на време некоја жена, така се прегледуваше, се диагностицираше и се дераше приказката. Денеска ние имаме безброј амбуланти кои што се бават исклучиво со болестите на дојка, а популацијата е таа. Тоа значи дека некој размислува и свеста се менува и се откриваат болестите. Што е добро. Што е добро. Дефинитивно добро, ама порано, знаете што ме прашавте, кои се чинителите. Може би порано и имало карцином, не се дознавало дека имаат жените карцином. Умирале, али умре. Свесни сме, докторе, на секојдневието кој што го живееме, на динамиката. Може би ние самите ја наметнуваме таа динамика во трка со времето постојано и некако како постојано да сакаме да си дадеме самите на себе одмор, но често знаме да слушнам, немам време, кога, не, имаме на нас ние располагаме со сопственото време, кога е така како што е. Кога е така како што живееме, кога жените се многу повеќе динамично изложени во трката со време, работни обврски, семејство, балансот и така натаму. Кој е советот од вас до жените?
И особено до мајките кои што имаат помлади девојчиња, Знаете што? тинејџерки кои што сега влегуваат во светот. Ајде, да ве прашам вака, кога последен пат како семејство сте седнале на ручек дома? Значи, Тоа ви велам дека секој самиот го организира. Јас сум се уште од оние кои што инсистира без разлика на времето да се седне семејството на маса. знаете што, Самите не можеме организираме. саатот да го вратиме назад и не можеме да живееме така како што сме живееле, помирно, поспокојно, поздраво, без хемија, без Точно. стресови и сите тие работи, него треба да го прифатиме времето во кое живееме и да се прилагодиме на сето тоа, но пак се сведува на едно нешто. Да, не можеш да бидеш надвор од времето во кое што живееш, али биди паметен и добар за себе и за своето здравје, и за здравјето на своето семејство и прави го она што треба да го правиш. Значи, не е проблем да си посветиш сам на себе една минута во меѓу 5-тиот и 8-миот ден од првиот ден на цикусот секој месец да си направиш само преглед на дојките, затоа што тоа ви е здравјето. Ако веќе има нешто, значи не смее да биде проблем да си посветите 1-2 часа за некаков преглед и исследување во некој период од животот, затоа што тоа ви е гаранција дека ако имате нешто, ќе го, ако не е карцином, ако е некаква веќе промена во дојката кој што треба да се следи, треба да го запазите ритмот на следење и да не дозволите да дојдете во ситуација да бркате карцином, него да го спречите настанувањето на карциномот, а сето тоа е во зависност од личниот однос кон своето собствено здравје. Така. И тоа е она кое што е најбитно за се, затоа што и проблемите и со срце, и со дигестивен тракт, и со сите болести во организмот, мозочни удари, се тоа притисоци едно друго, сето тоа, значи не треба човек да биде хипохондер, не треба да биде Добро, болест, да. болест е сериозно нешто, ама ако го направите вистинскиот чекор во вистинското време, со се живее денеска. Стварно медицината прави многу чуда визави времето кое што е зад нас. Превентивните прегледи се секако позитивна информацијата дека се зголемуваат и дека воопшто јавната свест е зголемена и во Македонија кај жените со цел да се грижат за нивното здравје. Меѓутоа, на кратко само колку е важна прво психолошката поддршка од семејството, а потоа и односот со лекарите кај жената која што веќе има дијагностициран така. Се е битно. Тоа е еден затворен круг во кој што се треба да биде таму кај што треба да биде. Значи, прво е само свеста, треба да имате нешто од внатре кој што ќе ве натера да отидете на преглед. Знаете што, после вакви емисии, кога од време на време ве се појавуваме на телевизија и вакви мовети си правиме, знаете, како едноставно доаѓа некоја навала, некоја епидемија. Во една фирма од прегледи, во една фирма сега се појави една господја која што има карцином, целата фирма дојде. Ама не треба да биде така, значи провокацијата не треба да биде нечие несреќа за да ви испровоцира, за да го направите тоа што треба да го направите. И сега, што е многу битно, колешката од истата канцеларија го има и карциномот. Значи, едната колешка дијагностициран карцином, го правиме тоа што го правиме, другата, чекај ја да видам што се случува со мене, и она има карцином. Значи, не треба тоа да биде нешто кое што ќе ве натера да одите на доктор. Она што се работи во Систина, тоа е вистинската работа, тоа е центар за дојка. Тоа значи, во тој систем, прво, треба да имате технологија за дијагностицирање. Значи, пациентот прво доаѓа кај мене. Јас сум хирург и доаѓа на преглед. Ако имаш било каква ситуација која што бара да се направат исследувања, вие одите во тој ланец на движење на нештата во дијагностицирање.
тука се ехо, мамографија, магнетна резонанса. Ако тие испитувања покажат дека треба да се продлабочи, значи постои веќе туморозна формирана формација, треба да се направи биопсија. Во тој центар на дојка, значи одите во одделот на патологија, каде што се прави таа цитолошка докторе, она што го велите дека многу важен тој мултидисциплинарен пристап од повеќе аспекти. Само тоа е добитна комбинација. Така, да. Ви благодарам многу за денеска за гостувањето.